Шери, што ќе готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Сме во Шери, што ќе готвиме денес? Шери, што ќе готвиме денес? Шолто облечен. Имам идеи, имам тортии, имам нешто посебно. Ајде, мислам денес да готвиме нешто мексиканско. Мексиканско, да. Имам тортии. Каде ми се? Тука ми се. Тортии. Имаме фриджидерче. Имам овде пилешко од нашиот пријател Андреја. Имаме убава салата. Имаме црвена зелка таму позади. И тоа ќе употребиме. Ќе употребиме исто малку морковче. Имаме краставица. Све што ни треба за да правиме убави тортии. Што можеме да ставиме уште внатре? Краставица, се тоа, тортијата. Не, ајде, ќе видиме со што имаме тука. Сакам да направиме еден сос малку посебно. Ќе правиме кашкавал, кравје кашкавал, ситно сецкан. Ќе направиме како еден бешамел. Многу работа ќе имаме денес. Исто имам уште малку путерче овде. Ќе правиме тоа со брашно. Шери домат, обавезно. И пшенка. Пшенка. Црвен кромит. Каква работа ќе ни биде денес? Ќе биде тешко. Ајде, ова кашкавал, презина, алпско, зелка, салата, пилешкото. Ајде, пилешкото. Да видиме овде. Таман. 2 парчиња од пилешки стек, ситно сецкано, ќе ги пропржиме. Ајде. Тортии, ќе го направиме, сакам да го направиме на 2 различни начини. Една од тортија ќе оставиме во печка, да се направи како една корпа. Во корпата ќе правиме една салата, тоа ќе ни види како гарнир. Останатокот од тортиите ќе ги направиме како quesadilla. Ајде, да пуштиме печката прво. Супер. Таман, нека се топли. Овде 1, 2 тањир. Овие ќе ни бидат за да ги ставиме тортиите внатре и да одат во печка. Ете, 1, 2. Вака. Во тањирчето. Ете. Супер. Вака, како корпа. Одлично. Ајде. Вадиме со другата. Ова ќе ни биди таман за салатите. Знаете како убаво ќе личи тоа на маса. Ќе биди крскаво, нешто плюс на крај не би требале си кршете парче од тортија и си го јадите. Вала, ова во печка. Нека се суши. На рад. Нема да го ставиме на 180, ќе намалиме малку, ќе ставиме на 140. Ева, ми се изгази. Така. Океј. Други тортии ќе си земам 2. Овие ќе ги направиме. Доволно ни е. Па може, ќе ги направиме, ќе ги ставиме во airfryerот да се завршат. Ајде. Полно опции имаме. Ма чекај. Ајде да ги правиме сите тогаш. Точно така. Ова окамта. Ајде. Нека стои тука пилешкото. Дава. Хап. Ајде. Одиме. Андреја, фала ти уште еднаш. Океј. Пилешко. Што кажав, мали коцки. На брзина, тоа е нешто најлесно. И ќе оди исто во салатата, ќе оди во quesadilla, ќе оди секаде. Така, Вала. Ајде. Така.
Зошто го правам на коцки? За да ми биде полесно за да го потребувам секаде. Навистина ќе можев да го држам како парче така, да го ставам во тортијата или во салатата, ама многу полесно ќе ми биде така на коцки, ќе се меша директно во сите рецепти што ги имаме. Така. Ајде. Спремна е ревната, не правеше ти, за да ми каже ти беше на температура. Одлично. Ајде. Малку зејтин. Нека се печи на рад. Ке му додаваме малку млад кромит. Одиме на мексиканско. Мора да лути малку, да биде така посебно со вкусови, со бои, со зачини, со све тоа. Топ. Ете млад кромит. Ситно сецкан, ке се пропржува тоа со пилешкото. Ајде. Вака. Океј. На тоа ќе му ставаме мешани зачини, малку крупен сол, нешто лутко, што имаме лутко овде? Знамо ти имам нешто овде негде шо ми љути. Не. Poivre de Cayenne. Cayenne, бибер Cayenne. Ова е многу луто, треба да се пази. Ја сакам луто, нема да ставиме премногу. Да пазиме и да го дигне малку вкусот. Оригано. Таман. Една лажица. Измешаме тоа. Вуаля. Во ревна се пече тортијата како корпа. Овде си прави пилешкото. Салатата ќе ни треба. Мора да исчистиме малку салатата. Првите листови секогаш ги вадиме. Јас сакам да употребам само срцето од салатата. Ова не ми треба. Овој дел исто. Ама имаме убави делови, супер. Ајде. Океј. И ставиме малку под вода, чисто да се исчисти малку салатата. Така. Нека си стои. Ова се пржи. Браво, Марк. Пшенка. Свежа пшенка. Што ќе правиме? Ќе испржиме малку, ќе извадиме неколку парчиња од пшенка. Можеме да го ставиме и во пилешкото директно. Уште полесно ќе биде. Ова е свежа пшенка. Само што доаѓа од нива. Ете да ја издупиме. Вака. Океј. Ја сечиме вака. Пшенката можеме директно така на половина. И засечиме вака парчиња. Таман. Ќе биде доволно во пилешкото. Вау. Види ми тука. Така. Ова. Навршено. Ова ќе биде како декорација. Океј. Салатата ја оставаме малку да се супер. Да му додаваме малку вода. Чисто да му дава така малку сок, да остани мек пилешкото и да има малку вода за да се вари пшенката. Ајде. Таман. Океј. Тортија. Ова.
сос. Мора да се прави сос. Ке направиме како еден начин на бешамел, сос фромаж. Сос со кашкавал. Ми треба путер. Ана, парче путер. Океј. Оставиме да се топи. Така. Бешамел се прави со путер, со брашно и со млеко. Това на крај ќе направи како еден сос, ќе прави како крем сос, ќе додаваме парчиња ситно сецкани или ренда, ќе видам дека можам да го рендам кашкавалот во сосот, така ќе види сос со кашкавал. Таман за да ставаме на тортиите. Кашкавалот го извадов, тука е, ми треба брашно. Океј, имам овде брашно. Да. Супер. Нека се топи путерот, ќе му додаваме брашното, ќе мешаме и одиме понатаму. Океј, тортиите не ми требаат. Сега можеме да продолжиме со гарнирот. Пилешкото се спрема, тортиите таму се печат, све под контрола, како кажуваме. Вуаля. Ќе ги лупиме краставицата. Не го кажав тоа неколку пати, лушпите од краставицата многу ми се допаѓаат мене, ги ставам малку во вода, остануваат еден ден и наредниот ден ги давам на сите зеленило што ги имам околу мене. За олеандрите, за како да кажам, джасмин што имам во дворот и све тоа. Ова му дава многу витамини на сите цвеќиња убавини што ги имате во вашиот двор. Навистина, има многу минерали, многу олиго, елемо и све тоа, што му се вредни, што ги немаат обично во водата, а со лушпата од краставицата го додавате тоа на водата, а сите цвеќиња ќе ви бидат благодарни. Ќе видите. Ајде, хапа. Ова. Знаете што ми фали малку натре? Малку кромитче. Ке му ставам малку кромит. Така. Половина. Хеп. Црвен кромит, ке му дај и боја и шмек на целата смеса од пилешко што е тука. Тоа пак ќе кажам, мексиканската кујна. Мексиканската кујна е полна со вкус, полна со мирис и полна со бој. Се гледа во Мексико, оти има сонце, луѓето се срекни, има бојви во нивните начин на готвење и све тоа. Мексико, сомбреро, оле, ајде. Па тоа е уште едно патување каде не бевме со мојата омилена половина, со мојата шери. Мексико, ми само ти ке треба да го напишиме тоа на нашето нашето наредното патување ќе мора да го напишиме тоа и да одиме до Мексико. Така. Имате неколку ресторани, навистина, во Скопје, каде прават мексиканска храна. Имав неприлика, бев некај него, во една емисија од авантурите на Марк, а човекот готви супер. Многу убаво. Гледате, малку кромит, директно ја менјава бојата, мирисот и вкусот. Овде путерот ми се стопи. Ке му додаваме брашно, путер брашно, ова е базата за бешамел сос. Така. Вала. Таман. Додаваме млеко. Оставаме малку да се потпече брашното во путерот. Ова пише нема вода и почнува полека да се пробржува. Треба да се пази за да не изгоре. За мене ова е завршено.
можеме да го ставиме сега на страна. Ова е спремно. Океј. Ајде. Ова да го намалиме. Супер. Одиме со бешамел. Малку путер, малку брашно. И ова сега додаваме млеко и он сам ќе се згусни. Чекаме малку. Треба да се топли. Беше во фрижидер млекото, и му треба малку повеќе време сега да се стопли и да се згусни. Нека се прави полека. Ова ќе правиме мали парчиња сега од краставица. Чекај, ја ги заборев. Какви се овие? О, има уште време. Може да се печат уште малку појако, многу ја малку ги ставив. Може малку по-јако да биде. Така. Нека се прават. Ова овде. Супер. Таман. Ова ќе ги правиме коцките. Океј. Ала. Ножицата стои тука. Ние си спремаме све што треба за салатата и за quesadilla. Quesadilla е тортија виткана со крем, со кашкавал и со да може да биде пилешко, може да биде јунешко, може све да ставите внатре, ама е тоа начинот на виткање една тортија, вака, ева, и се вика quesadilla. И quesadilla ке сконди, што кажуваме? Quesadilla. Што кажуваме? Само убавини. Ајде. Ова, почнува да се згуснува. Треба да му ставаме малку сол. Валя. Да му ставаме малку бибер. Океј. Малку повеќе. Епа да, многу сакам така. Кој има вкус. Така, и ќе му ставиме исто каен овде, за да лути малку. Не да се лутиме, да ни лути малку. Така. Што ви кажав, што се згуснува, Ете како се згуснува. Путер, брашно, млеко и гледайте се направи. Треба да пазиме. Се направи. Оставиме на страна. Океј. Кашкавалот. Тука ни е. Океј. Вака. Правио кашкавал. Што ќе правам сега, ќе осечкам на мали парчиња, за да може да се топи во бешамел сос. Така. Океј. Така, ова ќе биде доволно. Така. Мали парчиња. Помали се, побрзо ќе се стопат. Навистина не е лесно, ама ајде. Така. Успеев, не? Ова го ставаме во бешамелот. И он полека ќе се стопи внатре, ќе се меша и ќе направиме еден сос со кашкавал. Видите? Почва да се топија. Валя. Многу добро. Нека се топи полека. И ние на крај ќе го употребиме. Ајде, ова доволно е. Да не изгориме све. Но ти ќе биде кашкавал црнец. Така. Супер. Уште малку и све е стопено. И оставиме вака на страна. Океј. Ова е океј. Ајде. Да ставаме во еден сад на страна, за да можеме да продолжиме. Така. Океј. Имаме краставица. Имаме кромит. Можеме и кроминот да го ставиме директно со краставицата. Исто ќе правиме со
морковот и ќе правиме исто со зелката. Работа денеса. Сакам да покажам нешто, ама тука. Валя. Така. Да не заглавиме. Валя, мислам од тие ден, да. Ајде, 2 моркови ќе биде доволно. Све ќе мешаме директно во тоа и ќе ги употребиме за салатите. Океј. Имаме ренде тука. Хоп. Јас ќе рендам, а ние се гледаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Па на брзина се вративме, оти на вистина, мислев да ги направив нешто лесно, ама ми одземе многу време. Ајде сега да сервираме полека. Ги извадов 2 тортии од рерна, се направиле таман како што сакав. Ајде, направиме малку место, многу гужва направив на маса овде. Ама ајде, ќе се снајдиме. Вуаля, ова ќе остан позади, сега за сега. Така, го ставив ерфрајерот да се топли, за да можам да ги ставам кесадиите внатре. Одиме прво со салатите. Гледате, тортија, крскави, на мал тањир, ова. Ова, многу се топли. Вау! Ова е спремно. Океј, ни треба малку салата во тука. Марулата ни е спремна позади. Ке ни биде како подлога. Така, малку марула. Океј. Овде салатата ми треба уште малку зелка внатре. Таман. Ситно. Сецкана зелка, не ни треба појќе. Океј. Ставаме тука. Супер. Гледате, убава мешавина. Има овде краставичка, има овде исто морков, има зелка. Ќе му ставиме, имам кромит. А му ставиме една пиперка. Ситно сецкана. Па све што ни треба за една мексиканска салата. Вуаля. Хоп. Ова внатре. Таман. Ќе можеме да додаваме уште мора и млад кромит. Така. Ми само ти ги имаме сега сите намирници што ни требаат за една убава салата. Ова ќе ни биде гарнир од сем од нашите тортии quesadilla што ги направивме. Ги направивме. Не ги направивме уште, ќе ги направам сега. Валя. Каква убава салата, гледайте. Валя. Ставим малку маслиново масло, малку оцет, сол, бибер и таман. Ова е окей. Окей, супер. Останаткот ќе оставиме после во quesadиите. Ова е окей. Маслиново масло, малку оцет, и малку оригано. Океј, салата, спремна, како убаво личи. Сега одиме quesadilla. Чекајте, вуаля. Вака, ова. И заборев да им ставиме едно домаче. Вуаля. И ова можеме позади сега. Ајде, место чиста даска. Хап. Шери ќе ми дојде. Јас не сум спремен. Ќе направиме 4. Чекајте, ова тука. 1, 2, 3, 4. Вау. Таман, да почнеме со
подлогата. Го направивме убав сосот, како кажавме, со кашкавал. Бешамел и кашкавал. Хоп. Така. Во средина. Океј. Така. Вака. Топ. Пом. Ке може со ова. Ставиме пилешкото во средина на сосот. Вала. Како е убаво ова мишамира. Вала. Мексико, вива Мексико. Многу сум среќен денес што можам да ви покажаме на ваква рецепта. Посигурен сум оти многу голем дел од вас ја познавате, имате пробано ваков начин на готвење мексиканско. Вуаля, quesadilla. Таман. Ова. Тука. Океј. Завршивме. Што сакам исто? Не, нема да ставиме ништо поиќе. Одиме. Хап. Хап. Го вртиме. Така. Едно. Ете така. Второ. Хап. Трето. Така. Четврт. Ова. Супер. Се стопли, ги ставаме внатре, нека се стоплат малку да бидат крцкави, во меѓувреме ќе отвориме винце, па што ќе пиеме денес, мора да пиеме малку вино со тоа. Не е мексиканско вино, е македонско вино. Ќе пиеме, супер, си продолжува. Имам извадено ширас. Ширас, секогаш кажувам, од сега што го употребивме, е малку така благо. Има малку жичка, така благо. Многу го сакам тоа и навистина со вакви јадења таман ќе одговара. Ајде. Ширас Macedon со мексиканска храна. Ајде да правиме место. Ова, тука. Многу се раширив денес. Има денови така, има денови шо подобро готвите, чашите ми се тука. Да, спремен сум. Ајде. Вала, да го сервираме. Ширас. Златна медалја, да не го заборавиме тоа. Златна медалја на Мундус вини. Вала, млекото. Овде, винцето не тука, ова тука тањирот. Ова ми само ти. Што ни требаше ништо поиќе. Од малку време. Не, ајде, можеме да ги вадиме и полека да ги сервираме. Ставаме на подлога салата. Така. Топли се. Едно. Две. Три. А четвртиот, гледайте што ќе правиме. Вака. Четвртиот, презентација, да се знае што има внатре. Мексиканско малку љутко. Вуаля. Спремни сме. Повелете, а ние со ширас, мексиканска храна, си ми кажувам, се гледаме утре со нови, преубави, превкусни рецепти. Чао, чао.
Што ќе готвиме денес?